Се извинувам што ви упаѓаме во пробата. Речете ни колку долго сте во балетот? Па ова ми е 9-та сезона во балет. Дали е тешко да се биде балетски играч? Па тешко, али е убаво. Мислам, убаво е да се игра. Колку сати дневно треба да тренирате и што тоа бара од вас? Па зависи од пробите, од репертуарот, али мислам работиме по 7 сати, 8. Секој ден? Секој ден и сабајле и поручек. Дали сте задоволни од третманот на балетскиот играч што тој го има кај нас? Не. Зашто? Па затоа што мислам дека нашата уметност уопште многу малку е ценета. Ние овде влагаме многу голем труд, а стварно ништо не имаме од тоа, освен нашата љубов кон игра. Публиката? Па и така и така. Бидете љубезни и извинете но уште еднаш што вака ви упаѓаме во пробат. Колку сте вие во балетот? Па јас во балетот сум како постојанен член, мислам, редовен, од 64-та до сега, негде отприлика 12-та година. Дојдовте од средното балетско училиште? Да, од средното балетско училиште, каде сум од своите 12 години. Негде околу 57 година. Дали е напорно да се биде балетски играч? Па, тоа до сега мислам е многу и често пати кажано и потврдено. Затоа што, например, јас лично работам негде од прилика 6 ефективни часа на ден. Мислам го се работи за припрема на представа и слично. А ако се има предвид дека некој кажале дека тоа е се рачуна и како атлетска дисциплина, па можете и сами да израчунате. Ова следно наше прашање се надоврзува на претходното. Дали сте задоволен од третманот како балетски играч? Па видите, мислам дека тоа е едно од нерешените прашања во овој момент, односно третманот и местото на балетскиот играч во нашето општество. И мислам дека и тоа е една од причината што 55-та и 6-та година, например и 7-та, овој балетски колектив броел и 50 до 55 активни члена. Додека во овој момент ние сме само 30. А го даваме, например, тежината на репертуарот е иста, дури и потешка. Благодарам. Другарке Милосавлева, вие сте веќе 26 години во балетот. Нему сте му посветили еден добар дел од животот. Долго време бевте... Најубавиот. Долго време бевте и шеф на балетот. Речете ни, како доаѓаат кадрите? Мислам на оно од балетското училиште. Дали нив ги имаме доволно? Дали можеме да бидеме задоволни од оној не само квантум, него и квалитет? Да, во главном кадрите ги црпиме од нашето балетско училиште. Ретко по некој пат покушаваме да се добиеме кадари од Белград, кој ни е најблиско. Меѓутоа, тоа не е крајно решение. Често пати тие деца не напуштаат, не се врзани за Скопје, фамилиите им се таму. Така да сме принудени само од нашето училиште и мислам дека тоа е едино исправно. Али во последно време кадри недоволно доаѓаат од училиштето. Причини за тоа постојат повеќе, али некако успеваме да го држиме репертуарот и тоа малку претенциозен за нашиот состав, големи представи. И јако моментално од наши тројца солисти, добри играчи се навоѓаат на специализација во Русија, тоа ни го отежнува проблемот околу одржавање на репертуарот. Дали помеѓу балетот и балетското училиште постои некаква соработка, некаква координација на прашањето на кадрите? Соработка постои и мора да постои, меѓутоа мислам дека тоа е недоволно. Би требало уште повеќе да сме поврзани. Ние црпиме кадар од нив, играчки, млади кадри, додека пак оние треба од нас да црпат наставен кадар,
наставници по класичен балет, по карактерни историски игри. Тоа се уште не сме го усогласиле, иако во последно време работиме доста на тоа да се што повеќе зближиме. Наш следен соговорник е прима балерината на балетот при Македонскиот народен театар Јагода Сланева. Јагода, ти си веќе 7 сезона на сцената на Македонскиот народен театар. Зошто се определи токму за балетот? Па јас мислам дека љубовта према играта, према музиката, потоа во школа толку години поминато и онда човек засакува сцена и така станува тука. Дали е тешко да се биде балетски играч? Па тешко е, кај нас, јас баш кога сум учела, се уште немало такво училиште со сите предмети кои се потребни. А после во театарот се уште немаме баш најдобри услови за работа. И затоа. Дали сте, рековте тешко, дали сте задоволни и дали тоа тешко се однесува и на статусот на балетскиот играч кај нас? Па балетскиот играч кај нас, ми навистина мислам дека има лош статус. И слабо сме платени, и мислам дека и слабо сме ценети. Не само од колегите во театарот, дори мислам дека и од другите луѓе надвор од театарот. Ако не е тајна, како прима балерина, колку се вашите месечни примања? 340.000. Другарке Поповска, вие сте шеф на балетот. Од тука секако сте и најодговорни, да не речам и најзагрижени за балетскиот кадар кај нас. Речете ни, дали ние го имаме тој кадар? Јас сметам дека ние имаме кадар, меѓутоа ние сме загрижени затоа што се многу малку на број. Ние имаме поголеми амбиции, не сакаме да останеме само на овој репертоар што моментално го имаме. Мале амбиции ние да спремаме некој балет како што е например Заспаната убавица, Лабудово езеро и така натаму. Кадар има за овој репертоар што го имаме сега моментално. За поголеми представи тоа е прашање. Сепак тоа значи дека кадарот не достига. Речете ни, зошто не достига тој кадар? Па знаете што, мислам дека е тоа банално да се повторува секој час, меѓутоа тоа е важна работа. Сметам дека балетската уметност по се изгледа, јас ќе бидам толку слободна да кажам дека не се цени толку многу, без обзира што е тоа една од најтешките уметности. Еве, вие сами гледате, тоа се секи дневни наши вежби, секи дневни. Бара многу труд, многу љубов. Ова се веројатно тие луѓе што најмногу љубов имаат за таа уметност. Инаку сме ние ужасно слабо платени. Јас не знам каде не уврстиле нас балетските уметници на вистина, меѓутоа сметам дека е тоа слаба награда за нашата работа. Сега е во тек градбата на културниот центар. Движејќи се во овие кругови се почесто може да се чуе дека неки има на таа сцена, огромна сцена, кој да игра балет или кој да изведува опера. Дали ова вистина? Па, ја не би сакала да е вистина во секој случај. Мислам дека нема да биде така. Јас се надевам дека во тие многу подобри услови, како што ќе ги имаме таму, се надевам дека ќе има и поголем број на кадри. Тоа е моја желба. Желба на сите нас овде што сме, а како ќе биде тоа не знам. Благодарам. Кога се говори за драмата, обично се вели дека тука на прашањето на кадрите нема проблеми. Вие, другар Милчин, сте драматург, режисер во Македонскиот народен театар. Секако сте во тек на работите и дали се согласувате со една ваква констатација? Мислам дека во последно време работите се поправаат, меѓутоа постоеше еден временски јаз во приливот, например, на актерските кадри. А тој временски јаз се јави како резултат на недостатокот на прилив на актери меѓу оние генерации што излега од средната театарска школа во Скопје, па се до овие последни години кога почна да доаѓаат млади артисти од академиите во Белград, во Загреб, во Љубљана и сега најмногу од овие што доаѓаат во Скопје. Значи, постои една дупка генерацијска
која се појавува сега, се појавува како проблем на средна генерација, бидејќи она што го викавме средна генерација веќе полека навлегува во она што се вика стара генерација. Се разбира, представата не ја прават само артистите, нити само она што се вика уметнички дел на колективот, меѓутоа постојат и оние луѓе кои не се гледаат, кои спаѓаат во она што се вика техника. И ми се чини дека тој проблем на недоволен прилив на стручно, доволно образовани луѓе, сценски работници, реквизитери, сликари, изведувачи и така натаму, ние ќе го почувствуваме дури сега кога ќе се преселиме за 2-2,5 години во новиот театар. Таму ќе се сретнеме со автоматика, со компјутери, со електроника и така натаму. И тука ми се чини ќе дојде, јас тоа од сега веќе го нареков психички, психолошки шок всушност, кој ќе биде шок и за нас, бидејќи се навикнавме на овие провизорни услови, наеднаш во едни сосем други услови, тоа ќе биде проблем сигурно. Во последниве неколку години видливо е присуството на нови актерски имиња, нови режисери, кои што од нив голем дел доаѓаат од Академијата во Скопје. Ова се однесува пред се за актерите, имаме еден огромен прилив на нови артистички имиња. Дали, како категорија, квантитетот се изедначува со квалитет? Сигурно дека не се изедначува. Мислам дека дипломата во ниво кој случај не значи дека тоа ќе биде добар артист, меѓутоа ми се чини дека самата зголемена квантитативна можност на избор на селекција веќе нешто значи во однос на она што порано го имавме. Меѓутоа ми се чини дека мора да се реши на извесен начин, а тоа не е прашање на еден ден, не е прашање на некаков акт, некакво решение. Статусот, односот спрема актерскиот занает воопшто. Ми се чини дека во нашава средина има известна предрасуда која посебно се однесува на девојките кои сакаат да станат артистки, кои сакаат да работат во театар. Ми се чини дека тука полека со време театрите сами пред се, и целото општество ќе мора да допринесат да имаме едноставно поголем прилив, поголема конкуренција и на девојките, меѓутоа и на машките кандидати на академија, за да можеме да добиваме повеќе квалитет. Тоа се некои социјални, психолошки моменти кои не може да се решат наеднаш. Обично се вели сцената што значи живот. Во тој поглед, дали само тој живот, како љубов спрема уметноста, спрема драмата во конкретниот случај, споредена со статусот, пред малку вие го спомнавте тој статус на драмскиот уметник кај нас? Видиш, мислам дека на некој начин доаѓа време во кое тој финансиски аспект на работите, на статусот на артистите кај нас беше прилично лош во однос на она што театарот му го обезбедува како негова основна преокупација. Зато постоеше она што се вика тезгарење или хонорарна работа. Не мора секој хонорар да биде тезга, меѓутоа го има и едното и другото. И ми се чини дека по стабилно финансиско обезбедување на извесен начин ќе биде дел на онаа борба за која зборев, дека представата за тоа што е артист или артистка треба да се измени. Значи една состојба која вклучува во себе си финансиски дел, меѓутоа се работи за извесен почит спрема тој занаед за кој ние самите мораме да допринесеме со своето однесување и со своите ставови, со својата работа, дека тоа на некој начин ќе ги поправи работите и дека ќе се приближиме до она дека сцената значи живот. Благодарам. Последниве неколку години во нашата република се вршат интензивни истражувања на голем број археолошки локалитети. Со тоа и се откриваат нови, ненапишани страници од историјата, од цивилизацијата и културата што на ова наше тло со векови се создавала. Наш соговорник е Сарџо Сарџовски, директор на Археолошкиот музеј на Македонија. Вие и самите долго години работевте на голем број археолошки локалитети. Речете ни, како стоиме со кадрите на овој план? До сегашните археолошки ископувања во нашата република јасно ја нагласуваат потребата од посебни ангажирања и посебни настојувања во вработувањето на нови кадри во областа на нашата наука. Посебно на кадри од специјалистички
кадри кои се неопходно потребни за комплексните археолошки истражувања во Републиката. Во досегашната пракса ние таквите проблеми ги решававме со поканувањето на кадри од надвор. Сметам дека во наредниот период потребно е да се вложат посебни напори за обезбедување на такви кадри, сопствени кадри, кои ќе можат да ги решаваат сите проблеми од областа на археологијата. Сегашниот начин на истражување, модерниот начин на истражувањата изискува комплексно решавање на проблемите и према тоа и нови кадри, вработување на нови кадри од сите профили, како технички кадри, така и сите останати други потребни за едно целосно, комплексно археолошко истражување во Републиката. Ние имаме еден добар пример со истражувањето на археолошкиот локалитет во Стоби. Во Стоби секоја година на археолошките истражувања работеа и по 40 археолози и останати профили на кадри кои се потребни за едно такво комплексно археолошко истражување. На останатите локалитети во Републикава, на жалост, мораме да признаеме дека не се работи со таков интензитет и поради немањето на доволно соодветен кадар. Вие деновиве треба да се вселите во нови простории. Меѓутоа, просториите се тука. Каде се кадрите? Последниве 10 години направени се посебни напори од страна на општествената заедница и инвестирани се огромни средства за изградба на соодветен простор сместување на музеот. Ние во наредниот месец почнуваме да се вселуваме во новите простории на археолошкиот, историскиот и етнолошкиот музеј. Тоа е една современа зграда, модерно опремена, али, на жалост, проблемот на кадри не е соодветно решаван во изминативе 10 години, онака како е решаван проблемот со соодветните простории. И како резултат на тоа, сега ни се наметнува уште појако, уште понагласено проблемот за нови кадри. Новите простори изискуваат како зголемени материјални трошкови, така и исто посебни напори за обезбедување на соодветен кадар кој ќе може да работи и кој ќе овозможи да нашето културно благо, нашето културно богатство што поскоро се приближи до непосредниот корисник. Одговорот на прашањето за кадрите во операта, поточно во оперското пеење, го побаравме од оперскиот пеач Георги Божиков. Речете ни каква е ситуацијата? Ситуацијата, да кажам конкретно, е многу лоша. Затоа што не ни се нуди ништо од Висшата музичка академија или Високото музичко школа кај нас. И тоа што се нуди е во многу мала количина, така да далеко не може да ги задоволи потребите на ова наша оперска куќа. Ево, очекуваме наскоро да влеземе во новата куќа, а со каков кадар никој не знае. Проблемот е толку тежок да сега се гледаат, сега се назираат и станува стварност лошиот однос на можда на луѓето кои одговарали за култура од пред 15-20 години. Кога не создавали кадар, а то тешко се создава еден оперски уметник, еден... Не се станува преку ноќ. Сигурно. Ето, да ви дадам еден пример, за да
дојде до опера, да свири оперски оркестар, еден виолиниста мора најмалу 15-16 години да учи од основно, па преку средно музичко, преку високо музичку школу и после му треба уште едно 4-5 години, значи цели 20 години да стане добар оркестрант. Кај нас е уште полош. Треба да се почне на време, да се создава пејачот на еден начин на степенување во неговата подготовка. Така да на времето, пак се враќа мало назад, на времето ако се мислило на кадровскиот проблем за создавање на оперски пејачи, за создавање на инструменталисти, воопшто на луѓе кои се занимаваат со музика, ја мислам да немаше да се дојде до таа критична состојба при која се наоѓаме сега. Одеме у нов театар, одеме со 20-22 оперски пејачи, солисти, од кои веќе 10 у наредните 2-3 години ќе одат у пенсија. Во 1973 година македонските издавачи ја усвоија програмата со која треба да објават 100 дела од светската класика и по 50 дела од литературата на југословенските народи и народности и од областа на детската литература. Овој секако значаен зафат за македонската култура воопшто ги стави пред испит и македонските преведувачи. Другар Гилевски, вие сте член на Друштвото на преведувачите на Македонија. Кажете ни како стоиме со овој кадар сега, кога тој се наоѓа практично и пред својот најголем испит? Навистина овој зафат на нашата култура е еден грандиозен зафат, кај што може да се стават на испити нашите преведувачки кадри, кај што се гледа колку и од кои јазици ни недостигаат такви кадри и кога ќе биде завршен овој зафат, ќе се види колку имаме ние можности да остваруваме такви зафати. Се разбира, тоа беше поттик на овој зафат, беше недостигот на литература, особено на литература од класичниот период, од класиката. Така имавме досега дела од познатите светски класици, меѓутоа тоа или беа стари преводи кои што барат обновување, односно препреведување, или преведени од други јазици, односно од несоодветни јазици, не од оригинал, туку од српско-хрватски или од руски и така натаму, нели? Како што знам како тече работата, веќе неколку од овие дела што се влезени во програмата, веќе се или излезени или ќе излезат наскоро и управата на нашето друштво, на Друштвото на литературните преведувачи, зеде учество во распределбата на тие преводи и така знам дека горе-долу е решен проблемот на Колку членови брои Друштвото на преведувачите? Околу 160 членови. Другар Лековски, вие сте директор на операта при Македонскиот народен театар. И балетот, да. Музичар, диригент. Долго живеете со музиката и со проблемите. Практично и со кадрите. Што се кадрите во музиката? Проблемот на кадрите во музиката е повеќе годишен и едноставно речено неговото решавање се разбира е пред се сврзано со можностите за финансирање, за ангажирање, кои досега не бева најповолни. И мислам дека и од таа страна, и кога имавме можност да ангажираме кадри од земјата, пред се можеби наши студенти кои студираа на другите музички академии во земјата, кога можевме да ги ангажираме, често пати се случуваше да тие не се враќаат во својата сопствена средина, затоа што во другите музички центри во земјата има подобри услови за ангажирање. А да не зборам за тоа дека
кога е во прашање одлучување дали и во странство да се ангажира, дека тогаш се разбира има уште поповолни услови. Но јас се надевам дека со новиот општествен договор кој токму сега го припремаме за усвојување, ситуацијата значајно ќе се подобри затоа што ќе имаме можност да музичките профили бидат израмнати во својот третман со одредени профили професионални кои ги имаме во нашата заедница и во тој случај очекуваме многу големо подобрување на положбата. С илустрација само. Еден музичар кој свири, зема плата од оркестрот на Македонскиот народен театар при операта и балетот или од филхармонијата на Македонија, истовремено музицира и во ансамблот за современа музика Света Софија и во камерниот оркестар на радио телевизија Скопје. Дали тоа значи дека немаме доволно музички кадри и накрај, како тоа се одразува на квалитетот на музиката, што е и за публиката најважно? Па за квалитетот, тоа музичка критика може да го оцени, меѓутоа, тоа е појава која е и во најголемите музички центри во Европа присатна. Да одредени музичари, особено по-квалитетните, учествуваат хонорарно, со поседмен ангажман и во друг вид ансамбли, особено камерни ансамбли, или да настапуваат концертантно. Меѓутоа, можеби во нашата средина е тоа поизразено, затоа што постои поголем недостиг на кадри. И тогаш доаѓа до совпаѓање да еден исти музичар учествува во 3 ансамбла, паралелно, неизменично. А каков е приливот на кадрите во музиката од Академијата во Скопје? Па за ова време, 7-8 години колку постои нашата висока музичка школа, мислам дека во споредување со другите музички центри во земјата, приливот е на некој начин адекватен. Во некои дисциплини поповолен, во некои понеповолен. Баш е најдефицитарен во она во што сме и во најкритична положба. Тоа е меѓу гудачките инструменти, но веднаш би рекол дека гудачките инструменти бараат поголемо време за вложување во студиите, во школувањето. Тој процес почна уште од основно, така викано нижо музичко училиште, па преку средното до академијата, тука не може ништо да се прескокне. И токму затоа, бидејќи тој е најдолго траен процес на школување, на оформување на музички кадри, тие гудачки струнови инструменти се и најкритични, па дури и во земјата, тоа е случај и со другите центри, тој исто така се одразува и кај нас. Мислам дека се случува да и некои студенти, имаме веќе еден случај да дипломиран студент на Високата музичка школа соло пеење, тенор, е ангажиран во Мариборската опера, затоа што таму му можева да му подобри услови, веќе при стартот да му обезбедат, така да пак се враќаме и на првото прашање.